Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Четврти ден, Христијан Мицковски молчи, се крие, не одговара која е неговата поврзаност со спорниот тендер од 136 милиони евра. Цела недела јавноста сведочеше на меѓусебни обвинувања за незаконско постапување помеѓу градоначалничката на Скопје Данела Арсовска и поранешниот директор на јавното предпријатие Водовод и канализација Златко Перински. Перински е поранешен шеф на кабинет на Мицковски и негов близок соработник. Сега, кога се фатени со рацете во медот, неговите најблиски соработници, Мицковски или шпицниот градоначалник, како што го нарекуваат, молчи и се крие. Мицковски и ВМРО ДПМН ја поддржаа кандидатурата на Арсовска и ги собираа потребните потписи и заедно бараа поддршка од граѓаните за време на кампањата. Шпицниот градоначалник Мицковски дури се пофали дека заедно со Арсовска преговарале со компании за набавка на 100 нови автобуси за потребите на ЈСП Скопје. Дали и овој проект е нереализиран заради неможноста да се договорат провизиите, тоа треба да каже Мицковски, но јавноста гледа дека на ВМРО ДПМН им се важни само провизиите и само криминалните тендери кои што ги случуваат. Добро е што надлежните институции започна да го истражуваат сомнителниот тендер од 136 милиони евра и треба овој случај да се истражи до крај, а за секој кој што ќе се докаже вина да има и одговорност. Почитувани, по само една година јавноста виде дека во ВМРО ДПМН нема никаква промена. Шпицниот градоначалник Мицковски е ист како неговиот претходник и ментор. Мицковски и ВМРО ДПМН сакаат да му приредат нова катастрофа на градот Скопје 2024 година. СДСМ нема да прави непринципиелни коалиции и ќе остане опозиција во Советот. Заедно со демократските сили, заедно со граѓаните, нема да дозволиме нова катастрофа за Скопје. Ви благодарам и повелете со прашање.